Здраво и добродојавте во ова воведно видео за инфективни болести, односно инфекции, каде што ќе ги разгледам од медицинска, микробиолошка, имунолошка перспектива, но само површно. Значи, во следните 4 видеа ќе навлезам во многу повеќе детали. Инфективните болести се тие патофизиологии кои се предизвикани од бактерии, кои може да бидат екстра или интрацелуларни, вируси, габи, паразити, кои може да бидат макропаразити, значи одредени видови на црви, и едноклеточни паразити, и други инфективни честици. Под други инфективни честици се мисли на приони, кои се као грешно здиплени протеини, и многу се опасни, многу се интересни истовремено, и вироиди. Океј, значи тоа се РНА молекули кои се инфективни. Овие се најмалите познати инфективни честици, но не се сретнати кај животни. За сега само знаеме дека постојат кај растенија, али сепак многу се интересни. Океј, сега, ние секојдневно се среќаваме и со бактерии, и со вируси, со паразити не толку често, но ги има на дневна база. Значи ги има во воздухот кој го дишете, во површините кои ги пипате, во водата која пиете, во храната која јадете и така натаму. Значи насекаде се присутни. Дури и се присутни на тебе и во тебе. Значи во телото ние имаме голем број вируси кои што се константни. Имуниот систем не може да ги исчисти. Се смета дека секој човек има околу 8 вируса кои ќе ги носи цел живот. Главно се ретровируси кои остануваат и се дел од ДНК. Имаме бактерии кои се наоѓаат на нашата површина, значи имаме микрофлора на површината, на кожата надвор, имаме бактерии внатре во гастроинтестиналниот тракт. Дури се примети бактерии во многу други ткива, но во помала количина. Сега, овие бактерии и овие вируси кои ги имаме во нас, генерално не ни пречат, бидејќи тие се дел од тоа што не прави нас. Значи учествуваат во регулација на имуниот систем и учествуваат во многу други функции и се потребни за да имаме една нормална физиологија. И овие бактерии и вируси кои се дел од секојдневието и кои живеат на нас и во нас, се нарекуваат коменсални. Во ред? И генерално не е една бактерија, него има цел сплет на бактерии кои се наоѓаат и исто така има некаков си баланс. Значи ние имаме повеќе бактерии, например во гастроинтестиналниот тракт, али никоја од тие бактерии не доминира над другите. Така например имаш бактерија А, Б, С и Д, и сите се во некој сличен сооднос помеѓу себе. И зависно со што се храниш, може би една популација од бактерии повеќе ќе доминира над другите, но генерално треба да се во некој баланс. И е приметено, ова се некои нови истражувања, дека луѓето кои се поздрави, приметено е дека имаат поголем диверзитет на бактерии во гастроинтестиналниот тракт. Значи, поголем број на бактерии, но во помала количина. Така што сите тие си се надпреваруваат унаводници помеѓу себе и никој не победува. Во ред? И овие бактерии се бактерии кои имуниот систем може лесно да се справи со нив. Во ред? Ако искочат надвор од контрола. Бидејќи живееме милиони години со нив, исто така и се многу чести во околината. Истото важи и за многу вируси. Значи ги има во секојдневната средина во која живееме и постојано влегуваат во организмот, но имуниот систем одма ги отстранува. Истото важи и со голем број габи. Например, габи ги има како во форма спори насекаде. Например, го ставиш лебот некаде, така и ќе почне после неколку дена да му влосува. Од кај дошло габата? Пешки дошла, се качила на масата и стигнала до лебот? Не, ја има во воздухот. Едноставно спорите се паднале на лебот и после некое време, бидејќи се наоѓа во полна средина, ќе почнат да се делат и да формираат мувла. Тоа значи тие спори се наоѓаат во воздухот, така што ти цело време кога дишеш ги внесуваш. Но тие не се никаков проблем, бидејќи имуниот систем ги сретнува на дневна база и едноставно ги отстранува. Океј. Сега, има некои несекојдневни организми, значи одредени микроорганизми кои што ги сретнуваме многу поретко, имуниот систем не е толку навикнат на нив, но исто така се така еволуирани да дадени живи организми, например некој животно, во овој случај човек, му е оптимална средина за да може да живее, да се дели и размножува. Океј? Така што тие организми преферираат да се наоѓаат во нашиот организам и преферираат да успеат во истиот. Така што еволуирале механизми кои му возможуваат да се делат унаводници неконтролирано и да го се штитат од нашиот имун систем. Имаат многу механизми со кои можат тоа да го направат.
И овие организми кои ќе предизвикаат болест ги нарекуваме патогени. Примерни се тие кои што у наводници главната цел им е да заразат човек. Сега тие можеби ќе успеат и кај некој друго животно, али еволуирани се на тој начин да најпогодно им е кај човек. Како што има вируси и бактерии кои најмногу сакаат некои други животни, така има вируси и бактерии кои у наводници најмногу сакаат луѓе. Сега има патогени кои ги нарекуваме опортунисти. Тоа се патогени кои кај нормален здрав човек не би предизвикале инфекција, односно не би искочиле надвор од контрола, бидејќи имуниот систем ќе ги среди пред време. Но како што ни кажува самото име, овие се патогени кои користат прилики. Односно да речеме дека си инфициран од некој примарен патоген, така што имуниот систем е премногу зафатен со примарниот патоген и во таа средина опортунистичкиот патоген може да искочи надвор од контрола и да земе дел од тортата, така да се каже. Ја користи приликата и он да се бутне. Вред? Значи не само при примарни инфекции, може и кај луѓе кои се имуносупресирани, ова често се случува кога се вршат трансплантации, така што се прима имуносупресивна терапија и може да се јават овие опортунистички инфекции. Океј? Сега. Организмот кога ќе влезе патогенот, тој ќе предизвика проблем единствено ако неконтролирано се дели. Океј? Сега тој ќе има неконтролирана делба и тоа ќе дојде до инфекција, правично има одреден период на инкубација, значи ти почнеш, не знам, карикирам сега со 100 бактерии и 100 бактерии тоа нема да направат некој проблем, тие треба да стигнат до одреден број кој што веќе ќе биде проблематичен, да речеме до 10 милиони. Океј? Сега од 100 до 10 милиони треба време. И тоа е тој период на инкубација, додека се размножа до доволен број. Кога ќе стигнат до 10 милиони, веќе се појавуваат симптоми, бидејќи имуниот систем веќе силно се бори против нив и се слободуваат многу цитокини кои ги даваат сите карактеристични симптоми на дадена инфекција. Сега дали ќе предизвика одреден патоген инфекција, зависи од повеќе фактори. Значи зависи патогенот како влегол во организмот, односно како дошол до организмот. Тој може да се пренесе нормално од животни, од инсекти, од човек на човек, преку храната која јадеме, преку водата која пиеме, преку воздухот и така натаму и така натаму. Има многу различни видови патогени, нема да влегуваме во тоа, бидејќи е огромна тема. Скоро на секој можен начин на кој можете да си замислите влез, постои некој патоген кој може да го искористи. Океј? Друг начин на кој се мисли начин на влез е преку кој отвор влегол. Да речеме дали преку рана. Така значи си секол и тука е место каде што може да влезат патогени. Колкава е раната, дали е длабока, дали е само површна, дали си го внел преку храна, така што влегол преку гастроинтестиналниот тракт. Или си го внел преку вдишување, дали било преку контакт на крв со заболен. Например, ебола се пренесува преку телесни течности. Ебола нема да ја најдеш во воздухот. Или пак дури и да ја најдеш, тешко дека ќе да заболи. Така да има одредени патогени кои треба да стигнат до гастроинтестиналниот тракт. Ако они не стигнат до гастроинтестиналниот тракт, нема да те инфицираат, бидејќи немаат соодветни протеини кои ќе овозможат инфекција. Друг фактор е вирулентност. Ова зависи од патоген до патоген. Некои патогени се подобро склони да живеат во дадена средина, поточно во кај луѓето, и некои патогени побрзо се делаат, имаат повеќе механизми на одбрана од имуниот систем, подолго им е времето на инкубација, пократко им е и така натаму. Трет фактор е количина. Сега, ова е многу битно, да речеме, со моменталниот SARS-CoV-2 вирус, ако ја те инфицирам, односно те инфицирам, воведам еден вирус во тебе. Значи, една вирусна партикла, еден вирион. Дали ти ќе се инфицираш од еден вирион? Најверојатно не. Од 10? Најверојатно не. Од 100? Најверојатно не. Ако внесам милион вирионски честички, најверојатно ќе се инфицираш. Сега, не го знаеме точниот број, но предпоставуваме. Се уште немаме точни истражувања, но се правени некои од прилика истражувања, колку е минималната доза на вирусни честици потребна за да те заболи. И тоа е многу битно. Така, и ова не важи само за вируси, важи и за бактерии, габи и така натаму. Ако е многу мала дозата која си ја примил, имуниот систем најчесто ќе ја среди уште пред да стане критично, така што нема да се развијат никакви симптоми. И од стартната количина најчесто ќе зависи колку ќе биде и времето до инкубација.
Да речеме, ако почнеш ти со 10 вирусни партикли и да речеме дека се дуплира бројот, иако не се дуплира, се зголемува за многу повеќе него дупло, али ајде да речеме дека се дуплира, збориме за бактерии, два пати на секој, не знам, пола час. Така што од 10 ќе премине до 20, па ќе премине до 40, па ќе премине до 80, па до 160 и така натаму. И можеби времето кога ќе се развијат симптоми треба да биде кога ќе стигне до, не знам, 1 милион бактерии. Така, сега ако ти си почнал од 10, може да ќе му треба, не знам, да карикирам 10 часа за да стигне до 1 милион. Али ако почнеш од 100, ќе му треба многу помалце. Така може да и неколку часа помалце. Ако почнеш од 1000, ќе треба уште помалце. Така што колку е стартната количина, од тоа ќе заврши и времето на инкубација и ќе зависи дали воопшто ќе се инфицираш и каква ќе биде клиничката слика. Колку брзо ќе се размножи патогенот и дали имуниот систем ќе може да се справи. Четврти фактор е моменталната состојба. Така, значи, ако некој е имуносупресиран, како што спомнав поради трансплантација или има некои други инфекции, многу е полесно да некој друг патоген влезе, почне неконтролирано се дели и да направи проблем. Во ред? Океј. Сега, кога се развијат симптомите, всушност збориме за дадена патофизиологија. Значи ова не е нормална физиологија, него поради нешто е сменета. И најчесто симптоми при инфекција се температура, замор, гадење, диареја, главоболка, мускулна болка, локална болка, оток, црвени, гној, ова обично е после полого време, осип, кај некои паразитски или вирусни инфекции, па и бактериски. Така зависи од кој дел се. Ако се инфекции на кожата, ќе има и некаков осип најчесто. И обично вирусните инфекции и даваат некои поопшти глобални симптоми, значи температура, замор, главоболка, така значи тие се некои чести за вирусни инфекции, додека бактериските инфекции многу почесто се локализирани. Така, например, си сечеш некаде и тука ти си инфицирала раната, или пак имаш некој инфекција кај мускулот, или слично, инфекција на окото и така натаму. Океј, така што многу даваат по-локализирани симптоми, така мускулна болка, локална болка, оток има на местото кај што инфекцијата, кај раната, например. Ки има карактеристичните работи за инфекција. Оток, црвенило, топлина, нарушена функција, болка и така натаму. После полого време ќе се почне се овој гној и слично. Сега нормално ова се општите симптоми кои се јавуваат при дадени инфекции и најчесто се надеваме дека дадена инфекција ќе има плюс некои екстра симптоми со цел да знаеш што е. Та може да се направат цела низа анализи, така се земаат брисеви и слично, со цел да се воочи што е, но се надеваме дека ќе има и некој плюс симптом за да може да се направи диференцијална диагноза. Сега зошто воопшто се јавуваат овие симптоми? Океј? Значи, кога имаш одредено здраво ткиво кое е инфицирано, например, од интрацелуларни бактерии, екстрацелуларни бактерии, некои вируси, паразити и слично, има оштетување на клетките. Така, значи, клетки ќе бидат оштетени, тоа ќе ослободи damage associated molecular patterns. Океј, значи тоа се одредени протеини или нуклеински киселини и слично, кои што ги сретнуваме кај оштетени клетки. Исто така, бактерии најчесто при самиот нив животен тек, значи самата делба и самиот метаболизам на бактериите ослободуваат голем број молекули во околината кои што се токсични за нас. Океј, значи токсини. И ова може да бидат екстрацелуларни или интрацелуларни токсини и така натаму. Има некои бактерии кои токсините ги да акумулираат внатре во себе, па кога ќе умре бактеријата се ослободуваат. Како и да е, тие токсини штетат на околните клетки. Така што тие токсини ги оштетуваат клетките и исто имаме ослободување податаму да damage associated molecular patterns. Во ред, кај вирусни инфекции имаме добро исто така оштетување клетките. Не мора секогаш, има некои вируси кои не ги убиваат клетките, едноставно искачат од нив без да ги уништат. Но голем број вируси ги терат клетки да влезат во апоптоза за може да се слободи вирусот. Така што ќе имаме оштетени клетки. Но како и да е, плюс дополнително во сите случаи ќе имаме презентирање на пептиди, на МХЦ молекули кои ќе бидат препознаени од адаптивниот имун систем, но овие токсини и damage associated молекули ќе бидат препознаени од вродениот имун систем преку одредени pattern recognition receptors. Океј,
пред тоа ќе бидат toll-like рецептори или слично, ќе се активира и системот на комплемент и тој исто така ќе оштети доста клетки, така што се тоа ќе ги потикне имуните клетки да ослободат голем број цитокини. Океј, значи ова се биолошки активни молекули кои ќе предизвикаат цела низа реакции. Имам зборено многу за цитокини во некои претходни видеа. Значи ќе се повикаат многу други имуни клетки кои исто така ќе ослободат цитокини, па ќе се направи една цитокинска бура. Сите тие цитокини влијаат не само на имуните клетки, но влијаат и на други делови од организмот. Ќе се почнат се секретираат овие acute phase proteins од црниот дроб, еден од нив е CRP, така што кога се настинат идат ти мерат CRP, C-реактивен протеин, се стимулира продукција простагландини, тие влијаат на центарот за терморегулација во мозокот, така што се качува телесна температура, бидејќи голем број патогени не се делат толку успешно, не живеат у наводници толку успешно на повисока температура, така што имуниот систем вика зголемија температурата, да не може да се делат толку често патогените, но интересна работа, температурата и тебе ти штети. Така што имуниот систем е они први ќе умрат, нема ние да умреме. Океј? У наводници. И нормално имаме некои терапии кои се даваат при најразлични инфективни заболувања и многу луѓе мислат дека ова е најнапредниот дел од медицината бидејќи го гледаат крајниот резултат. Што мислам со тоа? Да речеме сте болни и ќе ви даде лекарот некакви апчиња, ќе пиете и ќе ви помине. Односно сте се излечиле. Крај. Завршено е со тоа. Додека за голем број метаболички заболувања, автоимуни, канцер и слично, нема крајно решение, најчесто. Така, значи, ќе примате некаква терапија и ќе ја примате цел живот. Така или во дадени периоди ќе примате, ќе се подобри ситуацијата, па пак ќе се влоши, па пак ќе се подобри и така натаму. Нема крај. И ги си помислите, леле, фармацевтски компании само не лажат, продаваат некои лоши лекови со цел да не ни помине и само да примаме терапија. Океј, но проблемот е со најголем дел од тие такви заболувања, имуниот систем не може да го реши проблемот. Некојаш помага, но не до крај, додека со овие инфективниве лековите кои ги примате помагаат, али имуниот систем го ја довршува работата. Така, значи антибиотикот помага, ќе уништи голем број бактерии, али без имуниот систем само антибиотикот нема да ти помогне до крај. Слично и со другите препарати. Значи за бактериски инфекции даваме антибиотици кои премногу се препишуваат, што станува и проблем. За вирусни инфекции се дават антивирални лекови кои ги има многу помалку од антибиотици и се многу помалку ефикасни. Бидејќи многу потешко да се таргетираат вирусите, се наоѓаат внатре во клетките и треба повеќе всушност да им влијаеш со цел да ги нарушиш, не се толку комплексни системи. Но за тоа може многу да се збори. Зошто нема толку антивирални лекови, колку е тешко да се направат и слично. Се даваат антифунгициди или антимикотици за габични инфекции, антипротозоидни за едноклеточни паразитски инфекции или за макропаразити, исто има одредени препарати. Се даваат антиинфламаторни препарати кои може да бидат кортикостероиди или нестероидни антиинфламаторни со цел да се контролира воспалението при најразлични инфекциони болести. Нормално имуниот систем има многу механизми со кои спречува инфекција од овие патогени и затоа имам говорено во првите 100 видеа, така. Сега накратко само ќе ги спомнеме. Првата бариера која треба да поминат патогените е физичката бариера, односно анатомските и хемиските бариери. Како што например слуста во респираторниот тракт, полна со најразлични протеини, тука се наоѓаат IgA антитела кои спречуваат инфекција. Плунката, слично, стомачна киселина, HCl, многу ниско pH, многу протеини денатурираат при тоа pH, така што храната што ја јадеш, генерално со помош на ниското pH, односно киселата средина, се убиваат голем број патогени. Солзите содржат голем број ензими, лизозим содржат, кои ги уништува бактериите. Кожата е одлична бариера. Значи, скоро ниту еден вирус, ни бактерија или друг паразит не може да се пробие ни здрава кожа. Така че има голем број мртви епителни клетки, има голем број бактерии на нашата кожа, кои спречуваат други бактерии да дојдат на незе, или други вируси и слично. Има голем број протеини, кои исто така спречуваат патогените да се населат у наводници на кожата или да пробијат. Океј? Цела плејада на протеини плюс во кожата има многу резидентни имуни клетки. Мора да има некоја рана за да пробијат патогените. И физичките бариери се постојани, значи секогаш се присутни. Следна е интринзична одбрана,
која е непосредна. Значи, одма при влез на патогенот се активира. Вакви се интерфероните, автофагија на клетките, апоптоза, микроерени. CRISPR не е кај нас, значи го немаме кај луѓето, него тоа е имун систем кај бактериите, поточно кај прокариотите. 90% од археите го имаат и 50% од бактериите. Односно, и бактериите се нападнати од вируси, така што се бранат со CRISPR. Но тоа го нема кај луѓето. Имаме вродена одбрана, значи вроден имун систем, кој што посредува минути до часови од која било изложувањето, а вродениот имун систем опфаќа НК клетки, комплемент, антиген презентирачки клетки како дендритични клетки, макрофаги и така натаму, неутрофили, поточно гранулоцити воопшто, не само неутрофили, и цитокини, кои што служат нели за сигнализирање. А адаптивниот имун систем кој почнува неколку часови, но потребно е отприлика 7 дена со цел по да се максимизира се Т и Б клетките. Заедно нели со антитела кои доаѓаат од Б клетките. И за оваа одбрана имаме говорено најмногу во претходните 100 видеа. Во ред? Сега, иако имуниот систем има многу механизми кои служат за незаштитат, сепак се инфицираме од најразлични патогени. Милиони луѓе на годишно ниво умираат од инфективни болести. Тоа значи дека и патогените имаат развиено механизми со кои ги пробиваат овие одбрамбени бариери. Значи ова треба да си го гледате како еден вид еволуциона борба. И патогените, ако ги антропоморфозираме, они си мислат, морам да го инфицирам. Ако не го инфицирам, организмов ќе умрам и јас. Така што и они се борат за собствено преживување. И морале да развијат голем број механизми кои му возможуваат успешна инфекција. Океј, значи имаат голем број механизми со кои во наводници му се противат на имуниот систем. Пробуваат да го направат помалку ефективен, пробуваат да се скријат на најразлични начини и ќе видиме како всушност тоа го постигнуваат во следните 4 видеа, но повеќе за тоа ќе говорам во микробиологија. Сега друга работа е дека патогените стануваат резистентни на лекови кои користиме. Сигурно се слушнале за антибиотска резистентност. Така бактериите стекнуваат резистентност, но исто се случува и со другите патогени, и со фунгите, и со вирусите, кон антивирални лекови и така натаму. А зошто е тоа? Говорам во видеата по микробиологија, таму за антибиотска резистентност, но ќе спомнам и малци во ова видео. А поврзано е со тоа дека патогените многу брзо се делат и еволуцијата многу брзо се случува. Но, интересно е дека не можат да станат резистентни на имуниот систем. Зошто не може да станат? Се речете, ако стануваат резистентни на лекови, зошто не стануваат и резистентни на имуниот систем? Бидејќи и имуниот систем се менува. Како што се менуваат бактериите и вирусите, така се менува и имуниот систем. Антителата подлежат на афинитетно зрење. Бидејќи ова е една битка на промена, на arms race, како што го викаат на англиски, битка на вооружање. Они ќе се променат, ние се променуваме. Они ќе се променат, ние се променуваме и така натаму и така натаму. Имуниот систем е флексибилен. Не е како даден антибиотик и е истиот секогаш. Така да имуниот систем постојано си го менува нападот, односно го прави се подобар и подобар. Во ред. Но и покрај тоа има хронични инфекции. Сега хронични инфекции се инфекции кои едноставно не се решени и траат цел живот. На дадени периоди ќе бидат подобри, ќе има подобра клиничка слика, на дадени периоди ќе стане полоша. И хронични инфекции главно имаме од вирусни, кои што успеваат да се скријат на места каде што имуниот систем не може да ги додирне. Главно се кријат во имунопривилегирани ткива, значи се кријат во клетки на мозокот, во самите имуни клетки се кријат, во клетки на тестисите, јаниците, во клетки на окото и слично. Значи вирусите се кријат на тие места, додека не стивне армијата и после пак ќе почне да се реплицираат, па пак ќе се јават симптоми, и имуниот систем пак ќе се сузбие и onda пак ќе се скрие, ќе се скрие вирусот и после некој време пак ќе се јават симптоми и така натаму и тоа може цел живот да трае. Океј, значи ќе зборам и за хронични инфекции во следното видео. Главно вирусите го прават тоа. И овде ќе имаме една табела од најразлични микроорганизми, кои се најчести, тоа постојат милиони и голем број се неидентификувани, најчесто различни соеви од веќе познати бактерии и вируси, но овие се најчестите. Значи Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Vibrio cholerae, прави колера, Clostridium tetani, тетанус и така натаму.
Океј, значи туберкулоза, тифоид, менингитис, ги читат. Лепроза. Значи иначе се факултативни, кои не мора, значи не мора да бидат интрацелуларни бактерии да живеат кај нас, облигатни се мора да бидат интрацелуларни и да живеат кај нас. Имаме екстрацелуларни, интрацелуларни фунги, вируси и така натаму. Сега превенција од инфекции е многу унаводници лесна. Треба да се мијат раце, после одење во ВЦ, пред јадење и слично. Треба да се примаат вакцини, кој е најуспешниот начин на превенција, едноставно имуниот систем да биде спремен, така што кога ќе дое патогенот одма се исчисти од телото. Да се користат презервативи за да не дое до сексуално трансмитливи болести, да се пази каква храна се внесува, така например Clostridium botulinum во анаеробни услови зашто расте и например ако видите конзерва, некоја конзервирана храна и надуена дека е, тоа одма фрлете. Океј, бидејќи се формираат гасови, бидејќи се множи бактеријата таму и може да предизвика заболување, значи труење од храна. Значи треба да се пази. Знаеме најчесто како изгледа мувлосна храна, не ја јади. И многу е битно во какво здравје се наоѓате. Така ако сме поздрави, многу е потешко дека ќе бидеме инфицирани. Физичка активност, 8 часи спиење, здрава исхрана и со тоа ќе минимизирате шансот за инфекција. Океј, сега само на крај да спомнам за појавување на нови болести и зошто се појавуваат, зошто секогаш се појавувале и зошто ќе продолжат да се појавуваат. И за ова ќе говорам во многу повеќе детали во микробиологија, но сакам само да имате главната идеја. Океј, значи вирусите и бактериите се делат многу брзо. Значи имаш еден вирус или една бактерија и од таа една за многу кратко време може да настанат 10.000. Океј, вирусите е многу побрзо од бактериите, но сепак. Тие 10.000, сега може 10 по 10.000, не знам, за 2-3 часа да станат милиарда. Океј? Па од таа милиарда за неколку часа да станат, не знам, билион. И така натаму и така. Значи многу брзо се делат. Огромна брзина. Сега ќе рече, добро, што има врска, само брзо се делат и што има врска тоа со појавување на нови соеви и на нови болести. Епа, да речеме вируси, зашто тоа е моментално актуелно со SARS-CoV-2 вирусот, они имаат протеини на својата површина. Океј? И овие протеини, да речеме дека им овозможуваат влез во клетките. Моментално, кај SARS-CoV-2, тоа е еден спайк протеин, кој што има одредена структура. Така, значи протеинот има одредена структура, која возможува соодветно се врзе со AC2 рецепторот и кога ќе се врзе, влегува внатре во клетката. Океј. И тој си имал одредена структура кога инфицирал лилјаци, но настанала одредена мутација, така што тука сега една верига има екстра. Ама ќе бележам со црвена боја. Може да е екстра верига или верига наместо да била вака, малце се свиткала, малце подоле било. Сега тоа мало свиткување на веригата овозможува да сега се врзува со рецептор кај луѓе, бидејќи таков е протеинот. Сега речете, добро, ама зошто вака се свиткала веригата? Бидејќи можеби се сменила една аминокиселина. Значи една или две аминокиселини. Сега генетскиот код кај вирусите е многу мал и многу брзо се менува. Бидејќи они немаат толку добри репарациони механизми. Немаат proofreading, нешто што се нарекува кога се реплицира нуклеинска киселина, да се провери дали е правилно. Така што прават многу грешки. Многу грешки. И секој од овие вируси што се добива при секоја делба е малку различен од претходниот, мислам од тој кој доаѓа. Така што секој има мала разлика. Сега, ако таа разлика го прави вирусот поспоро да се дели, значи ја намалува неговата брзина, тој вирус полека ќе исчезне. Ако таа разлика што се случила го прави вирусот побрзо да се дели, поуспешно, тој вирус ќе опстане и ќе продолжи да се дели. И така да, со тек на време се бираат само најдобрите вируси. И така, најдобрите, и едноставно, постојано се менува, вирусот му овозможува нови домакини да заразува, побрзо да ги заразува, побрзо се дели, подолго време на инкубација да има, за повеќе да се шири и така натаму и така натаму. Значи, за ова може многу да се збори, но тоа е главната идеја. Тоа значи дека бактериите, вирусите, постојано ќе се менуваат и постојано ќе може да инфицираат можеби од животно на човек или од човек на животно и да инфицираат на различен начин. Можеби имал некој протеин кој му овозможувал да го инфицира респираторниот тракт
Сега му се смени протеинот, сега го инфицира дигестивниот тракт. Па може би имал еден механизам за заштита од имуниот систем, па сега добил мутација, сега има дополнителен механизам за заштита. Кај бактериите ова многу често се случува. Бактериите бидејќи имаат хоризонтален генски трансфер, они една бактерија да стекне некаква резистентност, ја пренесува на други бактерии преку хоризонталниот генски трансфер. Така, иако сакате да научите многу повеќе за вируси, значи откуцајте вирологија 2020, има цела плейлиста од овој професор кој предава за вируси. Има 26 видеа тука во плейлистата, иако пишува 28, 2 се дупликат, каде што има прилично се што ви треба за вируси. Сега, предавањата се по 1 сат долги, но тоа е цел факултетски курс. Во ред? Така. И ова се некои болести, овде ќе имаме мапа на нови и на повторно емергирачки, односно повторно појавени болести. Болести кои повторно се појавуваат, главно е зашто немало соодветна вакцинација или не се внимавало на одредени стандарди во производство на храна или во достава на вода и слично, така што повторно се појавиле некои кои се сметало дека бели исчезнати. Океј, овде ќе имаме една слика, значи ова е од учебник кој е од 2007 година. Значи се збори за SARS вирусот, кој беше првиот, кој не направи пандемија, одма се сузби, така значи одма го сузбија. И овде го има тоа претходно што го зборев. Значи имаш одреден протеин, кој е као клучот за бравата, и гледаме овој вирус има мала вирулентност. Океј, бидејќи има тука и тука вака, има некои аминокиселини кои го прават вака да биде извртен. Но може да развие некои мутации кои ќе му овозможат сега синџирот да биде подобро да се вклапа во AC2 рецепторот, така што подлесно ќе влегува внатре во клетката и ќе има поголема вирулентност. Ред? Значи тоа е на кратко нешто што сакав да спомнам. За ова може многу да се збори, но мислам дека ви е доволно, барем во склоп на имунологија. Тоа е повеќе микробиологија. Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и во наредните 4 видеа ќе збориме за вирусни, бактериски, габични и паразитски инфекции. Многу подетално. Тоа е се. Имајте убав ден, пријатно.